Од 15 април до 10 мај, турнир во мал фудбал, Влајко Куп 2011. Читувани пријатели на преводувачи, любители на фудбалот, најнапред би сакал да дојдат. Навистина ми е драго што дојдовте на излегувањето на групите на првиот турнир Влајко Куп 2011. По пауза од 7 години, значи на тој терен се нема одиграно или одржано натпред. Ние како млади и амбициозни луѓе се решивме на таков потфат да организираме еден турнир што година ќе стане традиционален. Оно што сакам да напоменам во врска за турниров е што зема учество 510 учесника или 51 екипа. Тие ќе бидат поделени во групи, значи ќе има 8 групи, од кои што 5 групи ќе бидат составени од 6 екипи и 3 групи ќе бидат составени од 7 екипи. Сега ќе започнеме со излегувањето на групите и најпрво ќе ги извлечеме носителите на групите. Група 1 Екипата на Мак прима Трнава. Фото 10. Фото 10. Носител во третата група е Абола. Хотел Рама. Носител во четврта група е екипата на Хотел Рама. Скопје Космос. Носител во пета група е екипата на Скопје Космос. И Крикет. Термокинг. Носител во шеста група е Термокинг. Универзитет Миле. Седма група носител Универзитет МИД. Капиштец Горели. Мелиса. Противници на Трнава Мак примат е екипата на Мелиса. Дрим Тим 2. ВСС Бомбардери. Диса Карва. Драго Маневски. Комунална хигиена. Тафта 2. Ром 2002. Екипата. Како? Екипата. Тим. ВК Македонија. ДНД. Карпов 4. Марс. Група 5, трета екипа Марс. ВК Хром. ВК Прикоријка. Хотел Плаза. ВК Грифиндор. Грифиндор. Наполеон. ГГ Кру. Байпас кафе. Кажи му да ми ВК Градинка. Општина Карпаш 1. екипата на Експо. ВК Уметници. Ѓорче. Дрим Тим 1. Група 3. Дарко Брњарчевски. Кај Коле.
Балоник. ВК Хромика. Лично Карпаш. Бата Юнайтед. Бата Юнайтед. Леони. Община Карпаш работај. ВК Лабуди. Метал Ойл Транспорт. К-15. Екипата на К-15. Пештерковци. Каирос. Преживеаните од Јапонија. Значи, се доделуваат награди за најдобар голман, за најдобар играч и за најдобар стрелец. Тие ќе ги добијат овие плакати што се напред. Исто така за прво, второ и трето место ќе се доделат пекари и парични награди. Она што ќе се разликува овој турнир од останатите турнири е ќе има, да речеме, еден спектакуларен натпревар кој што се нарекува Almost Famous или такмица на скоро славните, и во неа ќе учествуваат поединци и играчи од сите овие екипи кои што нема да играат и нема да се борат за прво, второ или трето место. Се гледаме на 15 април во 19 часот.